Македонија го живее најцрниот ден во корона кризата, со 8 мртви и рекордни 196 заразени, од кои 90 се само во Скопје. Од починатите четворица се од Скопје, еден од Струга, еден од Охрид, еден од Гостивар и еден од Ресен. Најмладиот е на 31 годишна возраст, а двајца на возраст од 43 години. Во моментов имаме дури 2011 активни случаи на заболенија, најмногу во Скопје. Бројката на заразени од почетокот на пандемијата достигна 3895. Податоците се повеќе од алармантни, но дали и за власта која денеска реши да промовира ново крило во општата болница во Струмица. Таму беа премиерот Оливер Спасовски, министерот за здравство Венко Филипче, па дури и Зоран Заев кој се појави како партиски лидер. Останува нејасно во кое својство се појави на денешниот настан во Струмица, кога тој не е ниту премиер, ниту пак градоначалник. За најцрниот ден немаше ниту збор, но затоа имаше еден куп фалби дека се градело и во услови на пандемија. Минатата година ја најавивме 2020 година како година во која што ќе вложуваме во човечкиот капитал. Затоа ги зголемивме платите на здравствените работници, ги подобривме условите за работа, набавивме нова опрема, но и ги подобривме условите во јавно-здравствените установи. Додека власта се фали со ново болничко крило, здравствените власти се соочени со катастрофа. Расте бројот на заразени помеѓу медицинскиот персонал, а клиниките се соочени со преполни капацитети. Како најново, дури 16 медицински сестри од клиниката за гинекологија се во изолација. Министерот Венко Филипче, кој е соочен со крах, тврди дека здравствениот систем бил под контрола. За добар дел од овие 16 медицински сестри веќе поминуваат 14 дена и тие ќе се вратат на работа, но и сега клиниката функционира добро, работата не е компромитирана. И додека власта на терен почна да тера кампања, статистиката е немилосрдна и алармантна. Македонија е црна точка не само во регионот, туку и пошироко. Додека сите земји ги олабавуваат мерките и се враќаат во нормала со мал број на заразени, кај нас за жал пандемијата драматично расте.